Не, нели со оглед на сето тоа што се случи со нашата држава пред се во последните 35 години, затоа што тоа братство идеолошко беше засновано на тие вредности на комунизмот, на припадноста кон алијансата на неврзани држави. За разлика од тој период, ние по нашата независност се определивме за евроатлантска интеграција, така што некако цврсто се одлучивме и се упативме во поглед на државното уредување, во поглед на сите процеси во државата, кон демократскиот модел, тој либерално-демократски модел. И како што гледаме со актуелната поларизација на глобално ниво, идеолошка, геополитичка и секаква, ние се повеќе се оддалечуваме идеолошки од Кина, што секако не значи дека нема простор за соработка. Нели, сепак надмината е студената војна и соработката се заснова на многу други вредности, заеднички интереси, а не само на идеологија. Тука прво веројатно треба да дефинираме кои се политичките цели на Кина во Македонија и во поширокиот регион. И тоа не постои никаде готово како информација, тоа треба да го заклучиме од активностите кои што ги презема Кина. Во моментов Кина е насочена кон собирање на сојузници кои што ќе ја поддржат незината визија за новиот свет, за тој мултиполарен свет, за нов начин на глобално уредување, реформи во меѓународните организации и сето тоа со цел да ја обезбедат на Кина да продолжи да постои, да се развива и да просперира во ваква форма каква што е денеска. Значи да може да си ги остварува своите економски цели и да може да го слободно да го промовира нејзиниот модел на управување и да ја осигура на некој начин стабилноста на управувањето на Кинеската комунистичка партија. Ако разгледуваме како кинеските активности во Македонија се вклопуваат во овие планови, гледаме дека од една страна економската соработка, а од друга страна сите активности за јакнење на кинеската мека моќ, на она неформално влијание преку различни видови на people to people, нели P2P соработка, се навистина во полн ек. Сепак, кога станува збор за економската соработка, има повеќе ограничувања кои што произлегуваат пред се од таа асиметрија. Ние сме малечка држава која нема што многу да понуди работи кои што би ја интересирале Кина или кои што би биле од клучно значење за Кина. И во тој аспект економската соработка е во голема мера асиметрична и не води кон некоја максимизирање на нашите интереси како држава и во услови кога немате некоја соработка во взаемен интерес, нели win-win, како што нарекуваат кинезите, таа соработка не може ниту многу да се интензивира. Од друга страна, ако зборуваме за меката моќ или за културната соработка на различни полиња, тука Кина навистина има поголем интензитет во наметнување на активности за соработка, нови иницијативи и во соработка со чинители кои што се надвор од владата, значи општествени чинители како универзитети, медиуми, па дури и граѓански организации, што представува промена во однос на начинот на кој што Кина историски и наназад се однесувала кон различни држави. Значи Кина секогаш соработувала на ниво на влади, значи централизирано. Меѓутоа последниве години гледаме дека таа соработка се повеќе се пренесува на некој начин во таа неформална или невладина област.